Почитувани гледачи, ви посакувам добар ден и добре дојдовте во најновата Откриени тајни. Во денешната емисија ќе зборуваме на една доста интересна тема за која што многу често се зборува. Сите од нас сакаме да знаеме како и дали всушност можеме да ги контролираме мислите и да ги насочиме тие да размислуваат позитивно. Секако никој од нас не сака негативни мисли, сите се бориме со негативните мисли кога ќе успеат да не затекнат. Во секој случај како и колку е моќна мислата ќе разговараме во денешниот разговор со доктор Жарко Костич, мотивационен говорник. Затоа не го менувајте каналот, останете на 24. Моќта на мислата. Дали мислите во секој случај можеме да ги контролираме? Дали ние сме тие кои што ги контролираме мислите или пак можеби мислите владеат со нас? Многу прашања секако, верувам нема да имаме доволно простор и време во рамки на денешната емисија да ги дадеме одговорите, но затоа тука се социјалните мрежи, Facebook страната на доктор Жарко Костич, на која што доколку останеме неразјаснети за некои прашања, можете таму да го продолжите разговорот на оваа тема, а секако тука се и мотивационите предавања кои што тој често ги има, па да се надеваме дека наскоро ќе има и некое ново каде што ќе може директно да му се обратите и да ги чуете одговорите. Но денес секако во рамки на Откриени тајни, дел од прашањата кои што верувам ќе ни помогнат на сите да имаме убави позитивни мисли. Велам добар ден и добри дојде за доктор Жарко Костич. Добар ден Сања, добар ден до нашите стари и нови гледачи. Жарко, имаме навистина интересна тема, како што веќе најавив за разговор, моќта на мислата. Имаме многу литература за тоа како да имаме позитивни мисли, од што се зависи нашата позитивна мисла, но ете, за самиот почеток, пред да започнеме да ги даваме одговорите, да кажеме што всушност представува мислата. Ова емисија ќе се навратиме на една тема која што мислам дека на самите гледачи беше многу интересна во претходните емисија, тоа е умот. Кога зборуваме за мислата, неизбежно е да разговараме фактички за умот и да го објасниме умот повторно. И ако размислиме и ако помислиме на нешто, ќе видиме дека станува збор за слики. Рековме дека умот снима слики. Од нашето постоење, секој момент од нашето постоење се снимаат слики. Во нашиот ум, во тие слики се снимаат заклучоците кои што ги имаме во тој момент, се снима емоцијата, се снимаат сите сензации, мирис, вкус, допир. Значи огромен број на сензации или перцепции кои што во дадениот момент секој битие го има и го искусува, се снимаат во умот во таа слика фактички која што нашиот ум ја снима, баш како камерата рековме што снима слики, така и умот наш снима слики, само што не се тоа дводимензионални слики, да кажеме како што би ги снимала еден фотографски апарат или камерата, туку тоа е тродимензионална на некој начин слика поради тие перцепции кои што се снимени во умот. И кога ќе зборуваме за мислата, фактички треба да објасниме дека станува збор за слики. Ако си кажеме ајде да помислиме на нешто, да помислиме на одморот на кој што сме биле, или да помислиме на претходниот ден, ќе видиме дека ќе ни дојдат слики од тоа на кое што мислиме. Така да кога зборуваме за мисла, фактички зборуваме за умот, фактички зборуваме за комбинација на самите слики. Или ако сакате да помислите на некој ваш пријател, некоја пријателка, работното место, шефот, сопругот, сопругата, ќе видите дека станува збор за слики, но некојаш умот тоа толку брзо го прави да воопшто не сме свесни дека станува збор за слики. Така да умот е интересен механизам, особено кога станува збор за мислата, поради тоа што не секогаш можеме да ја контролираме таа мисла. Значи имаме дел од умот кој што можеме да го контролираме, имаме дел од умот кој што е подсвесен, кој што едноставно реагира, влијае врз нас во дадени ситуации без да имаме наша контрола. Колку пати ќе почне да ни се вртат низ глава негативни мисли и сакаме да ги стопираме. И колку повеќе се бориме против тие мисли, толку повеќе тие мисли не совладуваат. И во оваа емисија баш ќе збориме за тоа како на некој начин да ги контролираме тие негативни мисли, зашто не се уваат негативните мисли, како да ги победиме, како да ги надминеме тие стравови кои што мислата ни ги дава. Но она што сакам за самиот почеток да го кажам, и ќе го споменам веројатно и понатаму во оваа емисија на овие теми, дека кога не мислиме, сакаме да не мислиме на нешто. Гледате, умот е многу интересен феномен. Ако му кажете на што да мисли, умот ќе мисли на тоа. Ако ви каже нешто, мислите на нешто, тогаш умот проектира слика, односно ние ја креираме фактички таа слика. Гледате, ние имаме мисли или слики кои што самите ги креираме и контролираме, и некогаш околината ни реактивира, ни
наметнува мисли, негативни емоции и така натаму, кои што не можеме да ги контролираме. Така да дефинитивно имаме нешто кое што не можеме да го контролираме. И некогаш ќе речеме само да не мислиме на тоа и тоа, ама самата идеја дека веќе постои нешто за кое што не треба да мислиме, ние почнуваме да го мислиме. Така да без разлика дали ќе си кажеме да не мислам само, ама на што да не мислиме, гледате умот како да го избегнува тоа не, едноставно го проектира тоа на кое што не сакате да мислите. Пример, ќе кажеме немојте да мислите на розев слон, само да не мислиме на розев слон. И она што се случи, умот ни ја дава сликата на розевиот слон. Истото станува збори за некои негативни работи за кои што не сакаме да мислиме. Само да не мислиме за тоа што може да се деси, само да не мислиме да е Боже болест да немам, само да не мислиме на што и да е. Така да имаме начин практично што можеме да го даваме како совет денеска во емисијата, како едноставно вистински да ги контролираме мислите, затоа што некогаш баш кога сакаме да ги стопираме, баш кога сакаме да не мислиме за нештото, тогаш таа подсвест ни ги наметнува баш тие работи за кои што не ќеме да мислиме. И самиот секако кажавте дека не можеме да контролираме дали мислите ќе бидат позитивни, негативни, дали во одреден момент ќе размислуваме позитивно за одредена работа или пак негативни мисли ќе имаме, но би сакала да знам за самиот почеток на разговорот од што всушност зависи дали нашата мисла ќе биде позитивна или негативна. Точно, ние имаме шанса како да ги контролираме мислите и баш на тоа и сакам да се надоврзам во второ прашање дека подобро е ние да проектираме за што сакаме да мислиме, не за што не сакаме да мислиме. Ете многу е убаво во колку можеме да не мислиме на нешто и да сме едноставно во сегашноста. Тоа е способност. Едноставно умот да го растеретиме од мисли, едноставно да сме тука, едноставно да се одмориме, или некој што отидеме на одмори. И зашто луѓето фактички се одмараат на одмор? Ќе објаснам. Ќе идеме во таа подсвест, фактички се снимени сите оние негативни работи кои што ни се имаат случајно во нашиот живот. Тука станува збор за трауми, физички, ментални трауми, духовни трауми, загуби, болки, физички болки, духовни болки, едноставно работи кои што се негативни, неуспеси, порази, моменти кога сме биле тажни, моменти кога сме биле лути. Тие се моментите кои што ни се снимаат во нашата подсвест, заради тоа што човекот е свесно битие и кога ќе добие физичка болка, во моментот кога добиваме физичка болка, свесноста ни се намалува, се вклучува подсвест и тие снимки одат во подсвест. Истото се случува кога ќе добиеме и духовна болка. И како ни е полн, како се полни таа подсвест во текот на животот, рековме дека така и нашите емоции паѓаат. Рековме дека имаме тонска скала на емоции, имаме жолти тонови кои што се позитивни тонови, повторно ќе се осврнеме на неа. Имаме црвени тонови кои што се малку понегативни, па плавите исто така уште по-негативни. Ќе видиме дека како паѓаме во црвените и плавите тонови, фактички таа подсвест не обзема, не надвасува. Едноставно почнуваме да немаме контрол врз тоа што ние сакаме да мислиме, него едноставно подсвеста ни дава и ни наметнува на што да мислиме. Но што се случува? Фактички околината, во колку е слична на нешто што ни се има случајно од минатото, почнува да се реактивираат тие болни искуства од минатото и некогаш кога сме во околина, некогаш ќе имате околина, ќе отидете на работа, имате можеби шеф или некој со кој што сте се скарале претходниот ден, самата помисла на идење таму почнува да ви буди негативни емоции, негативни мисли. Едноставно имаме некои мисли кои што стварно не можеме да ги смириме, не можеме да ги исконтролираме и едноставно ни прават терет дека нешто негативно може да се деси. Но тоа што негативно може да се деси во иднината, фактички во тој момент ни произлегува од некои негативни работи кои што слични, кои што веќе ни се имаат случајно од минатото и затоа ни е тешко да ги контролираме тие мисли. Што се случува, впрочем да се надоврзам на тоа што го кажав кога ќе одиме на одмор. Гледате, имаме целосно различна околина која што воопшто не потсеќа на нешто кое што ни се има случајно и тогаш знаеме да се одмориме, тогаш знаеме да ги смириме мислите, поради тоа што немаме околина која што ни ги реактивира негативните мисли, негативните емоции и така натаму. Што зависи да одговорам дали мислата ќе биде позитивна или негативна, зависи прво од нашите емоции. Значи емоциите исто така го даваат квалитетот на мислата. Ако јас сум ентузијастичен, денес ќе имам позитивна емоција, тоа што моите мисли се насочени во иднината и се конструктивни. Гледате, ентузијазам, како тон, сите овие жолти емоции ни даваат позитивни, конструктивни мисли, поради тоа што ние свесно во жолтите тонови можеме да ја контролираме мислата. Ете, во жолтите тонови човекот свесно ја контролира мислата, тоест ја контролира подсвеста. Подсвеста не му е активна до тој степен. Како паѓаме во црвените и плавите тонови, тогаш свесноста ни се намалува и тогаш подсвеста почнува да ни наметнува негативни мисли, негативни случки, работи во сегашноста почнуваат подсвесно да ни диктираат што да мислиме, ни реактивираат болни искуства од минатото и тогаш е тешко да се
избориме со тие мисли, поради тоа што таа потсвест едноставно е дојдена на површината, почна да влие врз нас, но поради тоа што има безсознание, поради тоа што е баш несвесност, ние фактички не можеме да видиме што точно ни се случува и што точно ни е едноставно активно од потсвеста во тој момент кој што не вознемирува, кој што ни дава негативни емоции, негативни мисли и така натаму. Но секогаш можеме да се бориме против тие мисли. Видите, колку повеќе се бориме против нешто, толку повеќе тоа нешто станува јако. Во една од претходните емисии кога зборевме за цели, кога зборевме за сомнежи, рековме дека начинот како да ги стопираме негативните мисли, едноставно да ги инвалидизираме на тој начин што нема да им обратиме внимание. Видите, ако дојде некоја негативна мисла, едноставно занемарете ја. Тоа е мисла која што не можеме да ја контролираме. Колку повеќе се обидуваме да се спротивставиме, да се бориме против таа мисла, толку повеќе ќе стане активна. Треба да ја занемариме неа, треба да инвалидизираме неа, а свесно да се фокусираме на нешто на кое што сакаме да го постигнеме во иднината. Ако се насочиме кон иднината и што е тоа што сакаме да го имаме, што е тоа што сакаме да го постигнеме, на тој начин креираме позитивни мисли. Кога зборевме за целите, да ги визуализираме целите, да мислиме на нив, станува збор за мислење. Тоа е мисловен процес, визуализацијата. Така едноставно почнуваме да го замислуваме тоа, почнуваме да ја креираме таа иднина, ги негираме на тој начин тие негативни мисли, но многу е тешко кога немате цел и немате кај да одите, да ги поништите тие негативни мисли, поради тоа што треба еден од начините како да ги снема тие негативни мисли е да креираме позитивни мисли. Зборувавме за генијалците, за оптимизам и за песимизам. Рековме дека оптимизмот потекна од латински збор оптимум, кој што значи најдобро нешто. Ете, оптимистите ја проектираат најдобрата слика за иднината. Песимистите врз база на болното искуство од минатото знаат да почнуваат да мислат на негативната иднина. И кога зборувавме за грижа, што е грижа, рековме и дававме на многува дефиниција дека тоа е откреирање, сакаме да стопираме нешто негативно што може да се деси. Но кој го креира тоа негативно што може да се деси? Така нашата подсвесно ние даваме на некој начин дозвола и се обидуваме на тој начин, тоа ни станува толку многу реално што сакаме да го стопираме. Гледате, ако почнеме да стопираме нешто што мислиме дека ќе се деси негативно, а не креираме нешто позитивно, на некој начин сме соучесник во негативните мисли. Така да начинот е како да креираме нешто позитивно, како да ставиме во иднината нешто кое што сакаме да се случи, а не да се бориме можеби против нешто кое што никош нема да се случи. Во секојдневната комуникација со луѓето околу нас секако ни се упатуваат најразновидни зборови, низ разговорите и низ сите комуникации кои што ги имаме, па колку всушност зборовите може да влијаат на нас и на нашите мисли? Зборувавме ние за нашиот универзум, и зборувавме во нашите емисии за физичкиот универзум. И рековме дека ние сме врз контрола на нашиот универзум. Значи нашиот универзум баш се тие цели, баш се работите кои што сакаме да ни се случат. Имаме наш универзум, имаме физички универзум кој што е тука. Рековме дека кога човекот ги го изгуби својот универзум, тогаш се посветува исклучиво на физичкиот универзум и на некој начин стануваме како роботи. Стануваме влагаме во еден автоматизам на рутина на секојдневието кој што сегашноста ни ја налага, односно физичкиот универзум ни го налага. Како да го контролираме физичкиот универзум е да го имаме нашиот универзум, да го развиеме нашиот универзум, да мечтаеме, да сонуваме, да креираме наша иднина. Во нашиот универзум ние сме закон. Видите, ја што ќе кажам, така ќе биде. Во колку човекот почна да мисли негативно, тоа е закон. Гледате, кога едноставно почнуваме да мислиме негативни, работите се случуваат, повторно сме ние управо. Поради тоа што ние сме го креирале тоа. Но целата идеја е да креираме позитивност. Зборовите влијаат многу врз нас. Ајде да дадеме еден пример, повторно се навратиме на умот. Умот снима слики постојано. Баш како што камерата, како што ти кажав, претходно снима слики. Не можеме да спречиме умот да снима слики. Нема умот копче да речеме стоп како што има камерата и да прекинеме да снимаме слики. Во колку имаме, гледате, животот е таков да ни носи трауми, да ни носи проблеми, да ни носи болка, и едноставно во околината можеме да имаме нели луѓе кои што паѓаат со емоциите, тие негативни емоции им даваат негативни мисли, едноставно од другата страна има околина кој што влие врз вас. Колку пати ќе видите че околината да се најде некој човек кој што ви кажува некои негативни сугестии. Можеби тој не го прави тоа намерно, не го прави тоа свесно. Збориме за потсвестот. Тоа е тешко да се контролира. Често пати ние без разлика колку сме позитивни, однаш ќе ни излета некој збор или некоја мисла која што е негативна и ќе се шокираме како може тоа да се деси. Баш поради тоа што не е лесно
некогаш да се контролира таа потсвесно. Ако имаме околина која што наметнува цело време нешто него, само да не се деси ова, само одеднаш ставаме негативни работи во нас, во нашиот ум, тогаш тоа се впива, тоа се снима во нашиот ум. Пример да дадам, некогаш имаме ситуација кога некој ќе ви каже нешто или се наоѓате во кавга и сте под некој стрес, под некоја траума. И може би имате родител некој и ќе си искапеш ти. И ќе ти каже, ама цело време само се капеш. Ете, во таа стресна ситуација цело време само се капеш, е нешто кое што влие. Врзна се, ќе имате, сега не можам да навлезам до крај да објаснам како умот функционира и зашто тоа се случува. Но ако тоа е навистина влезено во подсвест и ако тоа е подсвесно примена команда или збор, ќе видите однаш дека во текот на животот имате човек кој што не може да не се искапе, ќе седне на јадење, а не може да не се искапе, но тоа се зборовите кои што влијаат врз нас од околината. Така да имаме апел да секогаш нели во околината колку што е можно, едноставно да има позитивни зборови, позитивни мисли, пријатни емоции. Впрочем, кога имаме пријатни емоции, мислите сами по себе се контролираат, така да дефиницијно и во оваа емисија како и претходните ќе обратиме акцент на емоциите. Рековте дека емоциите многу влијаат врз тоа какви мисли ќе имаме, какви емоции имаме, веројатно тоа се осликува и врз нашите размислувања, па можеме ли сега тука да ја видиме таа поврзаност помеѓу мислите и емоциите? Имаме три нивоа, ајде така да кажам, на мисла, емоции и напор. Напор е акцијата која што ја правиме. Ако имаме и сите тие зависат едни од други, се поврзани едни со други. Ако имаме позитивни мисли, креираме позитивни емоции, имаме позитивна акција. Ете, акцијата е резултат на емоцијата. Ако јас сум ентузијастичен, ако сум на игра, ако го гледам животот како игра, ако сум заинтересиран за работите кои што сакам да ги постигнам, целите кои што сакам да ги постигнам, лете креирам позитивни мисли. Тоа ствараат позитивни емоции кај мене. И таа позитивна емоција предизвикува позитивна акција, односно движење во дадена насока. Како паѓаме по тонската скала, ќе видите дека имаме толку повеќе стопирање на, да кажеме, на акцијата во некој конструктивен правец или конструктивна акција. Така да, ако почнуваме да имаме негативни мисли, почнуваме да имаме на некој начин негативни емоции, ако имаме постојано загриженост некоја, станува збор за страв или така натаму, гледате, нема да тргнеме кон нешто кое што сакаме да го оствариме, да го постигнеме. Така тага, апатија, значи дека воопшто не мислиме на еднината. Имаме негативни работи, проекција за еднината, бескорисен кога се чувствува човекот. Тоа е состојба на умот, емоциите. И таа состојба што ви предизвикува да правите едноставно да лежиме дома по цел ден, да сме неактивни, да сме стопирани, да сме пасивни. Едноставно телото не можете да го мотивирате да тргне во дадена насока. Телото е алатка која што ние го користиме и го усмеруваме да дојде до нешто. Значи акцијата, односно движењето или напорите кои што ги правиме со телото, зависат од мислите и зависат од емоциите. Така да во текот на животот, и тоа го споменав, дека како паѓаме со емоциите. Во една од претходните емисии зборевме, ако ги гледате децата колку се високо по скалата на емоции, поради тоа што имаат огромна животна сила, животот не го земал даноко, да така да кажам, со сите своји стресни ситуации, разочарувања и проблеми, и како животот тече. Рековме дека по 20-30 години се менуваат емоциите, додете му на човекот уште 30 на години и ќе видиме како паѓа хронично со тие емоции. Така да и ставовите кон живот се менуваат сања. Колку сме повисоко по тонската скала, имаме различен став кон животот. Гледате, иднината е убава. Секогаш можам да искрирам нешто добро. Верувам на себе, верувам на околината. Тоа се тие жолти емоции, жолти тонови, но тоа е став кој што е поврзан со емоцијата. Емоцијата е поврзана со мислата, мислата е поврзана со емоцијата и тоа предизвикува човекот да е во акција и да се движи. И затоа ги гледате децата колку се активни, колку се во акција, колку се во движење, колку едноставно сакаат да сработат нешто, едноставно имаат енергија и тоа му е дава вистински енергијата на телото. Наспротив тоа секако дека имаме соодветна исхрана и така натаму, но колку пати сме виделе дека нашата енергија телесна доаѓа баш од емоциите, баш од нашата страст кон целите, баш од нашите позитивни мисли и емоции. Така да, повторно нагласам, телото е само ефект на нашите мисли и емоции. Што е тоа што сакаме да го постигнеме, какви емоции имаме, од тоа зависи какви акции и действија ќе преземеме. Така да овие три работи се дефинитивно поврзани, тоа се мисла, емоција и акција која што телото ја спроведува.
Направивме кратка пауза, но сигурно сум дека и вие понатаму ја следите откриени тајни и откриваме кои се начините секако да ја задржиме позитивната мисла и всушност да видиме колкава е моќта на мислите кои што ги имаме. Продолжуваме со доктор Жарко Костич на оваа тема, а секако ќе се навратиме на она што во текот на првиот дел од разговорот всушност и го споменавте, идентитетите, навистина интересна тема која кога ја обработував имаше голем интерес и секако гледачите сакаа да слушнат зашто ние во одредени моменти се наоѓаме во одредени други идентитети. И сега, дали одредени зборови кои што ќе ги слушнеме можат одеднаш да не префрлат во друг идентитет. Во моментов Сања разговара со вас, но доколку некој збор допре до мене, веројатно ќе се активира некој друг идентитет и токму така ќе почнем јас да комуницирам со вас. Може ли да ни кажете нешто повеќе за овој феномен? Зборовите, ќе се навраќаме повторно на зборовите. Замислете, имате некоја ситуација, некој дете сгреши нешто или направи нешто кое што можеби на мајката не се свиѓа мајката, да вика иси татко ти, абе исико ово, или исико дедо ти, или исико ова и видите исико, така тоа е наредба. Почнуваме да наликуваме после тоа на некој работи. Тоа не значи дека можеби тој човек на кој што таа не идентификува е добар или лош како карактер и не станува воопшто за тоа, но почнуваме да се менуваме ние како идентитет. А рековме дека во нашите емисии дека единствениот успех кој што можеме да го имаме е баш да го задржиме идентитетот кој што е природно наш, затоа што секој еден човек кој што се роди оригинална копија, оригинална тоа што е, не е копија на некого. Така да секогаш кога почнуваме да бидеме копија на некој друг, почнуваме да ја губиме оригиналноста, тоа не ни помага да успееме, поради тоа што успехот зависи од тоа да го одбереме нашиот пат во животот и го постигнеме тоа што сакаме да го постигнеме. Но кога користиме такви зборови, така или некој ќе ни каже исти како овој, исти како оној, едноставно ако тоа е влезено во умот при некоја стресна, неубава, негативна ситуација, може да има влијание врз нас. Друг начин како можеме да некојаш да навлеземе во туѓи идентитети, едноставно во дадени ситуации од нашиот живот одлучуваме да следиме туѓи цели, едноставно да презееме работи кои што можеби не сме сакале да ги презееме. Често пати имаме околу нас можеби некои мили, драги луѓе кои што ни се починати и сакаме да ги оживееме на еден чуден начин, а тоа е да го преземеме нивниот идентитет. И често пати имаме ситуации каде што почнуваме да наликуваме на некој друг во обид да ги оживееме тие можеби одамна заминати наши блиски луѓе, почнуваме да ги следиме нивните цели, почнуваме да ги имаме нивните карактеристики, нивните манеризми и така натаму. Но не е лесно човек да навлезе во туѓ идентитет. Она што е битно е дека човекот треба да ги почитува и треба се, мислам, восхитува на секој еден човек кој што го одбрал својот пат, оригинален пат за кој што стварно се бори, со кој што постигнува успех во својот живот и да е храбар доволно и мислам дека тоа зависи сигурност и самодовербата да наставно биде волен да го одбере патот кој што го сака, поради тоа што моќта на избор се наоѓа над одговорноста. Кога одбереме нешто самите, тогаш имаме поголема одговорност да го оствариме тоа нешто, поради тоа што немаме веќе оправданија пред светот и луѓето околу нас ако не успееме. Ние го одбравме, тоа е наша игра, тоа е наша желба, тоа е наша цел и едноставно чим ние сме го одбрале мораме да имаме и поголема одговорност за самото тоа, но тука не значи дека треба да прифаќаме работи кои што само ги сакаме и дека се она што не го сакаме дека не треба да го прифатиме. Мислам дека и тоа не е одговорност и треба едноставно да видиме што е тоа со кое што треба да се соочиме за да имаме успех и ние, и нашата фамилија, и групата, и колективот и така натаму. Не значи дека треба да бегаме од работите, но од друга страна мислам дека треба да се избориме за нашите желби, за нашите цели, за нашата игра, едноставно да го тераме тој пат и да ја креираме сигурност и самодовербата на начин на кој што ќе ги надминуваме тие препреки и ќе ги постигнуваме сите тие цели. Така да, кога зборуваме за идентитет, не е лесно да се задржи својот идентитет и секогаш кога сме во туѓ идентитет зборувавме, прочевме, дававме примери колку е лесно човекот да скршне од својот идентитет и да влезе во туѓ идентитет. Дававме примерот на кавгите во домот, кога ќе видите можеби сопругата почнува да личи на својата мајка во манеризмот, во начинот на кој што му се спротивставува на својот сопруг. Имате од друга страна сопруг кој што почнува да наликува на својот татко можеби, кога татко му се расправал со неговата мајка и одеднаш гледате дека имате двајца луѓе кои што целосно не се во својот идентитет. Гледате кога сме љути, кога сме тажни, кога сме ниско со емоциите, никош не сме во нашиот идентитет. Ние сме во нашиот идентитет кога сме високо по скалата на емоции, но што се случува кога сме лути и навлегуваме во кавга
така и кога почнуваме да се караме со некој друг, колку често почнуваме да заликуваме на можеби нашиот татко, можеби на нашата мајка, можеби на вујкото, можеби на бабата. И нели ние кога и правевме еднаш емисија на оваа тема, прашањето кое што го поставувавме беше на кого личите кога се лутите или буните. И ако се откриеме на кого личиме кога се лутиме или буниме, или чиви стравови имаме, зборувавме за стравовите, дека стравовите може да бидат пренесени. Гледате, тоа се мисли. Мислите, стравовите, ставовите негативни кон животот може да бидат преземни од туѓи идентитети, затоа што честопати ако напишеме на лист хартија кои стравови ги имаме, ќе видиме дека можеби тоа се стравови на нашата мајка или стравови на нашиот татко или теглата дали исклучена или дали изгасена ревната, дали два пати проверуваме врата кога ќе излеземе или што и да е кој што влие врз начинот на кој што се однесуваме, едноставно можеме да сватиме дека наликуваме на некој од нашата околина. И ако не сме, и ако сватиме на кого наликуваме, барем во тој момент можеме да се дистанцираме малку од тој идентитет, а во колку пак има кавги, особено дали е во домот, дали е на друго место, секогаш кога се расправаме, ние не сме ние и многу е интересно и смешно да се фатиме некојаш во ситуација кога при кавга наликуваме на некој од можеби нашите родители. Многу е лесно да се види од другата страна, например, ќе видите, не знам, девојката или сопругата или дека личи на некој од нејзиното опкружување. Потешко е да се видиме ние самите на кого личиме кога не сме самите ние. Од сето ова што досега го кажавте, Жарко, очигледно дека е многу тешко да имаме оригинални идеи, да бидеме уникатни и единствени, дека некако постојано ни се наметнува нешто туѓо врз она нашето уникатното кое што по раѓање го имаме. Тешко е да си има оригинална идеја поради тоа што ако видиме денеска како паѓаме по емоциите, оригиналната идеја се губи. Зашто зборуваме денеска? Колку од муабетите во денеска во овој ден се нешто кое што ние сами и оригинално тргнало од нас? Прво нешто што се вклучува од сабајле, Facebook или вести или телевизија, и ќе отидеме на работа или ќе се видиме со пријатели, слушнали за, видели за, ќе му направиш сподели го од Facebook настанот кој што си го видел таму и за тоа се комуницира. Но тоа е само доказ дека креативност и оригиналноста паѓа. Оригиналноста, оригиналните идеи ни даваат креативност. Баш ако имаме оригинална идеја, тогаш стануваме мотивирани за нешто да го постигнеме, поради тоа што оригиналната идеја е интимно поврзана со нас. Со нас како битија, со нашиот ум, со нашите желби, со нашите цели. Кога имаме оригинална идеја, е многу лесно да си креативен, но не е лесно да си има оригинална идеја денеска. И зборувавме за околината, некојаш имаме околина која што ќе ги инвалидизира тие оригинални идеи, но треба да си ги зачуваме, треба едноставно да сме волни, да сме високо по тонската скала. Некојаш нашите емоции на тонската скала не соодветствуваат со емоциите на околината, можеби околината ќе не повлече надоле. Рековме дека имаме начин како да им помогнеме на околината и на луѓето со пониски емоции да се кренат нагоре со нивните емоции, но тоа е друга тема во друга емисија која што веќе сме ги обработиле како теми. Така да оригиналната идеја не е лесно да се добие, но е многу моќна и една од најголемите способности кои што човекот ги има е да добие таа оригинална идеја, но исто така и да не ја загуби таа оригинална идеја, да не се разочара ако не успее веднаш да ја реализира. Но едноставно да се ја чува, да комуницира со неа, да сака да ја спроведне и таа идеја да ја наметне на физичкиот универзум. Фактички тоа е нашиот универзум. Кога зборувавме дека имаме наш универзум и физички универзум, идејата која што ќе ја добиеме е нашиот универзум, но таа сања е секогаш појака од физичкиот универзум. Ако веруваме во нашата идеја, ако веруваме во нашата магија, ако веруваме во нашата мисла, таа секогаш станува факт, а фактот е физичкиот универзум. Затоа и велиме дека секогаш нашиот универзум и магијата се наоѓа над фактот. Кога ќе кажам магија, мислам за нашите желби, цели, нашите соништа. Тоа е вербата во магијата која збориме во овие емисии. Поради тоа што ако успееме да ја реализираме, тогаш нашиот универзум станува физички универзум и на тој начин ние како битие оставаме трага на оваа планета и во овој физички универзум и секако меѓу оние кои што ги сакаме. Колку всушност, Жарко, акциите и напорите кои што ги вложуваме во обврските кои што ги имаме во секојдневниот живот може да направат всушност ние да добиеме нови и оригинални идеи? Токму така, и ова е нешто кое што ми е многу драго и сакам да зборам за оваа тема, а тоа е дека некогаш мораме да се примораме на продуктивност. Некогаш мораме да преземеме некои акции во животот и да направиме грешки за да ни дојде идеја. Колку пати сакаме да направиме нешто и кога ќе го сработиме сето тоа, тек на крајот ни доаѓа идеја како сме можеле подобро нешто да го направиме. Колку пати сме го имале тоа. Но
во тој момент сме немали идејата, тоа е факт. Дека не сме, да сме имале таа идеја, ќе сме го направиле на тој начин на кој што требало да биде направен. Но токму поради тоа велиме во нашите емисии дека мора да ризикуваме, мора да преземеме акција и дека секогаш се учи од грешката и дека грешката никогаш не е грешка ако ја искористиме оној заклучок, таа идеја што сме ја добиле од тоа што отишло погрешно, за да можеме да го искористиме тоа наредниот пат. Но ако чекаме да ни дојде идеја, ретко кога ни доаѓа. Едноставно чекаме предолго и кога чекаме, кога сме пасивни, кога сме едноставно не сме активни и не продуцираме, тогаш не доаѓаат идеите. Нашиот народ убаво вели, џабе работи, џабе не седи. Колку повеќе креираме, колку повеќе правиме работи, едноставно некогаш не знаеме што е исправно, што не е. Треба да тргнеме. Знаете како одиме, како креираме, попатно ќе видиме дали тоа било добро или не. Ако откриеме дека не било добро, секогаш можеме да го коригираме тоа нешто и да го направиме да биде подобро наредниот пат. Но мислата не само што ќе креира акција, но она што сакам да кажам е дека и самата акција може да екскрира позитивна мисла, затоа што во мојот живот многу кратно се покажало дека е вистина, дека некогаш ќе направам нешто на потежок начин и едноставно ќе го сработам и тек тогаш ќе сватам дека може би имало полесен начин, дека имало полесен пат, но тоа го користам за наредниот пат. И имаше некоја едноставно мислам дека по социјалните мрежи се ширеше каде што имало некој човек кој што му кажал на друг човек зошто секогаш го одбираш потешкиот пат. Он му одговорил, ја не гледам дека имам друг пат. Ете, нема потежок или полесен, можеби за нас е само единствениот пат во тој момент, затоа што не гледаме дали нештото имало полесен начин или не. Единствениот начин на кој што сме знаели, умееле тоа да го направиме бил тој еден начин. Но како сме го сработиле тоа или сме го изоделе тој пат, во тој момент сме добиле нова идеја, едноставно сме заклучиле дека имало и полесен начин, така да тој начин станува во тој момент единствениот пат во наредниот обид да успееме во нашите напори, како одиме секако со новите идеи и креираме секако дека откриваме и подобри идеи кои што можеме да ги искористиме за наредниот пат и фактички заради тоа мислам дека и успехот доаѓа од обидите да живееме, да креираме и од неуспесите, поради тоа што неуспесите во тој момент ни даваат знаење кој што можеме да го искористиме како да ги постигнеме полесно, побрзо и на подобар начин нашите цели. Така да, тоа е причината зашто секогаш треба да излеземе од нашата комфортна зона, треба да преземеме ризик, треба да се соочиме со препреките и да не се плашиме дали ќе успееме или не успееме. Ако знаеме дека секогаш од неуспехот можеме да извлечеме нешто позитивно, а при тоа неуспесите и загубите не треба да се ги ставаме премногу на срце, поради тоа што баш тогаш се спојуваме со таа негативна подсвест и ги разбирачкуваме сите тие негативни емоции од претходните неуспеси. Едноставно треба да знаеме дека животот е игра, дека имаме успеси, дека имаме порази и дека треба сме волни да научиме од поразите за да можеме полесно да успееме наредниот пат. За самиот крај на емисијата, дали можеме да кажеме дека сите оние кои што се наоѓаат високо на тонската скала можат многу полесно да ги контролираат своите мисли и дали можеме всушност да кажеме дека тоа се луѓе кои што најчесто имаат позитивни размислувања и идеи за животот? Апсолутно, значи тонската скала на емоција. Еднаш разговаравме за одлуки. Кажавме дека одлуките најдобро да се донесат кога човекот е високо по тонската скала. Колку пати ќе донесеме некоја негативна одлука кога сме лути или кога сме тажни. И секогаш никогаш нема ова да го направам. Ја веќе никогаш нема да зборам со тој човек. Ја нема никогаш веќе ова да го направам. Се додека не се кренеме но некогаш одлуките остануваат со нас. И тие негативни одлуки треба да знаеме дека имаме одговорност каква одлука ќе донесеме во даден момент и дека многу убаво одлуките да се, особено нешто се клучни животни одлуки, да се носат во моменти кога човекот се наоѓа високо со емоциите. Едноставно можеме да отидеме на некое место, можеме да отидеме на одмор, можеме да отидеме на некое место кое што не прави да се чувствуваме убаво, можеме да бидеме во опкружување со луѓе кои што можеби нема да ни даваат негативни сугестии или едноставно ќе ни дозволат и ќе ни дадат тој простор сами да одлучиме во врска со нештото. Сето тоа не крева со емоциите, можеби само да гледаме еден филм. Или некогаш е многу битно да не кажеме нешто или да не одлучиме нешто баш во тој момент. А негативните емоции, негативните мисли може да поминат. Некој ќе имате кавга со некој човек, може едноставно да излезете да се прошетате, да се смирите, да се
да спласне таа негативна потсвест, негативни мисли, негативни емоции, затоа што често пати баш поради тоа и ние најмногу се каеме кога ќе направиме нешто кое што едноставно не сакаме да го направиме и едноставно не се чувствуваме убаво од самите нас, а не од другиот. Некогаш стварно се чувствуваме многу поповредени од тоа што ние ќе го направиме, отколку од некој друг кој што ќе го направи. Така да е битно да ги донесеме вистинските и правилните одлуки во животот кога се чувствуваме високо, се емоциите и ако се чувствуваме негативно и ако имаме негативни емоции, едноставно да излеземе, да се прошетаме малку, да отрнеме вниманието на страна, да направиме нешто кое што ни се свиѓа, можеби да отидеме на опера, на некој концерт, на кино и на тој начин да можеме да ги контролираме тие работи. Жарко, јас ви благодарам за денешниот разговор и на оваа навистина интересна и значајна тема. Се надевам дека допринесовме кај нашите гледачи да се чувствуваат позитивно и да го најдат начинот како всушност да креираат позитивни мисли, да искористат онаа позитивна моќ која што мислата знае и умее да ја има. Ти благодарам, Сања, благодарам за нашите гледачи. Доколку сакате да стапите во комуникација со мене за едноставно се појаснат повеќе овие или некои други теми за кои што имате прашање, слободно можете да стапите во комуникација со мене преку социјалните мрежи. Имајте убав ден. Тоа беше се за денешната Откриени тајни на тема моќта на мислата. Сигурно бевме доволно интересни за да го задржиме вашето внимание, а доколку сакате повеќе одговори на оваа тема, како што и веќе кажавме, социјалните мрежи се постојано достапни, таму може да го најдете доктор Жарко Костич, а и сите претходни емисии од Откриени тајни ги имате достапно на Facebook страната на 24, веб страната на телевизија 24 и Facebook страната на нашиот соговорник, мотивациониот говорник Жарко Костич. Вие не го менувате каналот, останете и понатаму на 24, а ние се гледаме со нова интересна тема веќе следната сабота во редовниот термин 11 часот.